Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за образование и наука, господинот Јетон Шакири. Министре, главна тема овој месец се учебниците. Па прво прашање што сакам да ви го поставам е зошто учениците учат од вакви учебници? Повелете да ги погледнете. Ова се учебници од основно образование во 8 оделение. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Основна тема е во последниот период, но основна тема за мене како министер, од почетокот кога го зедов функцијата на министер за образование и наука, главна тема во дел од мојата агенда беа учебниците. И сами вие знаете дека се работи за проблем кој не доаѓа само последната година, кој доаѓа подолг период и се однесува за основното образование, но исто така се однесува и за средното образование. Како што доаѓа како проблем од подолг период, и вие знаете дека во последната година имаме измени на концептот за основното образование, каде почнуваме со нови учебни програми. Дали има некој одговорен за старите оштетени учебници да ги проверува какви учебници стигаат до децата? Како министер доставив информација до сите и до јавноста, доставив имејл, ги повикувам сите почнувачи од наставници, работници, да доставуваат некои одредени забелешки во текот на работата со учебниците до мојот кабинет, за да можам истовремено со педагошка служба да ги разгледаме тие забелешки кои доаѓаат и од содржината на учебникот, па и некои други одредени проблеми. Да, јас сум за тоа дека и за старите учебници кои се во основното образование, со промена, со воведување на новото и промена на новата концепција, ќе дадеме придонес за да се променат, затоа инсистирам во временскиот период да бидат квалитетни учебниците. Присуствувавте на првиот училишен ден во Албанија, каде што се промовираше новиот буквар за кој што во иднина претпоставувам ќе се користи и во Косово, Албанија и Македонија. Првачињата во оваа земја годинава не видоа буквар. Кога ќе добијат учебници децата од прво, второ, четврто и пето оделение кои што се дел од новиот концепт за образование? За искреност, кога кажуваме не добија буквар, добија подготвителни материјали што се однесува за предметот на букварот. Јас затоа го споменувам неколку пати. Сите постапки сега одредени зашто има два фази на одобрување на постапките. Сите постапки, едната постапка се поврзуваше почнувајќи со комисијата, доставување на наставните програми, повикот за автори, и кога образложив на тоа дека сум сакал во овој временски период да немаме временски притисок до авторите за да имаме изработка на квалитетни учебници. И за математика и за другите предмети кои доаѓаат освен букварот и така натака. Другата постапка е поврзана со процесот на ребаланс на буџет, па после тоа се организираше и истовремено пред тоа се организираше постапка каде што имаат законски рокови што треба да завршува таа постапка. Тоа значи дека очекувам крајот на октомври. Почетокот на 11 месец, крајот на октомври. Кога зборуваме за материјалите за работа кои што сега беа испечатени и пристигнаа до учениците, тоа е дупла работа и повеќе пари од буџетот наменет за материјали кои што подоцна, како што рековте, се надевате дека ќе се употребуваат, иако се уште тоа не е јасно. Па може ли да ни кажете колку пари ја чинеше државата печатењето на овие материјали за работа за отприлика 80.000 ученици? Сега не го имам точно тој истиот податок, но заедно знаете дека тие се однесува за новата концепција. За мене многу беше важно образовниот процес. И во тој важен образовен процес ми беа многу важни децата да имаат во почеток на новата учебна материјали кои ќе бидат за нив. Па после тоа, после доставување, дали ќе видиме со педагошка служба и со бирото како можеме да ги организираме за да се употребуваат и за други цели тие истите материјали.
Тендерската постапка за печатењето на новите учебници е завршена со оглед на тоа што веќе заврши и жалбениот период во кој што две фирми го обжалија тендерот за печатање, сметајќи дека е дискриминаторски кон нив, односно дека критериумите се направени за да се фаворизира една конкретна фирма која што најчесто ги добивала тендерите за печатање. Може ли да ни откриете кој го доби тендерот, затоа што се уште не е објавено на Биро за јавни набавки? Мислам дека се уште до понеделник е рокот за жалби. Па затоа, кога ќе завршат, имат и втора, после управната постапка која е завршена во Бирото за јавни набавки, во понеделник Министерството ќе ги објави сите потребни документи. Не откривате која е фирмата, може ли да откриете за колку пари станува збор со оглед на тоа што постапката е завршена, тие се веќе предвидени за таа набавка? Навистина не можам да откријам заради тоа што па после тоа и барањето на принтирање на учебници ќе се достави според барање, значи дека таа вредност не знам дали ќе се користи целосно за испринт. Како ќе се реши проблемот со достигот на учебници во оние кои што се веќе одобрени? Покрај овие за 4 оделенија кои што допрва ќе се печатат, во основното образование недостасува например учебник за географија за 8 оделение, недостасува учебник по општество за 3 оделение. Веќе 3 години тие ученици немаат учебник. Како ќе се реши овој проблем кој што со години се повторува? И пак е присутен истиот проблем. Од педагошка служба е побарано, после повикот за автори се формираат и комисии за одредени учебници каде што имаме проблем. Јас како министер имам побарано и тие комисии да се формират. Конкретно за неколку учебници што знам дека имаме решавање на проблемот, зашто имат и други предмети освен тие што вие ги спомнавте, не знам конкретно за конкретните предмети, па затоа кога спомнав, јас во овој период сум работел на тоа да ги земаме и законите од другите земји, каде што придонесуваат во делот на тоа да немаме ваков проблем. Тоа значи дека и годинава овој проблем ќе остане натака, додека не заврши законска формирањето на новиот закон? Да, некои од сега од комисиите можете тоа подобро да го побарате податокот во педагошка служба кои се остранети од проблемите. Па некои очекувам дека законот во рок од 2 месеци да заврши. Во овој проблем во овој период се земени и претходниот основен закон и неколку законски измени, како што одеше процесот, сум побарал сите да бидат вклучени во овој и очекувам по многу добра, продуктивна дебата од сите засегнати страни да имаме добар, нов закон кој се надевам дека наредните генерации нема да ги имат истите проблеми. Како ќе го решите вториот поголемина проблем во образованието, а тоа е недостиг на наставници по математика, физика? Еден таков проблем е присутен. Исто така јас во делот на соработка со многу важни институции во месец септември се одржани неколку состаноци и со УНИЦЕФ, UNDP и така во делот на оптимизација на мрежата на основните училишта. Одреден проблем што е присутен на терен се однесува дека имаме училишта каде што бројот на ученици е многу мал и тоа е факт и вие може да го проверите. И од тоа што е дозволено, но исто така и наставниот кадар се поврзува и со тие ученици кои се во процесот. Ова дискусија е отворена и заедно со Синдикатот за образование СОНК, со кого имаме добра соработка, имавме и преговори, имавме дискусија за повисоки плати, но исто така е побарано за и решение за овој наставен кадар. Од страната на Министерството, во претходниот период, вие сами знаете дека имаме во Законот за студентски стандард, каде за одредени струки, што мислам дека треба да се прошируваат, студентите добиваат стипендии, месечни стипендии во вредност од 18.000 денари. А ако се запишуваат на струките за хемија, математика, физика, па ќе видиме во наредниот период ако можеме да го прошириме што повеќе од средношколците за да можеме да ги мотивираме на овие струки. Ако добро ве разбрав, се уште се е на ниво на дискусија, на повидок нема можни решенија. Не, вака, можно решение на повидок е донесено на тоа дека треба да се мотивираат средношколците да се запишуваат на 30 струки. Например, на недостиг. А во меѓувреме додека тие средношколци да станат студенти да завршат? Не, во тој период, па сега во моментот кога зборуваме, затоа кажав дека секторот за основно и средно, после донесување на стипендии, можеме во овој период завршуваат неколку студенти што ги студирале овие дефицитарни струки.
Затоа се поврзуваат податоците. Ова работа е почната пред 3-4 години, мислам, со стипендиите. Доаѓа првата генерација, па после тоа ќе видиме, јас затоа кажав, колку секторите сега со бројки не можеме, кои од струките, дали хемија имаат уште 10 недостаток, или 20, или 30, или 40, ќе треба сите заедно да дадеме придонес. Постои ли ризик од декември училиштата, односно учениците да посетуваат онлайн настава поради енергетската криза? Јас како министер до сега се доставени неколку дописи до сите основни средни, исто така и до општините, се доставени дописи во насока на тоа за организирање на постапките да се вклучени во пазарот, да немат одредена во постапките, да немат повисоки цени од тоа што е реална цена на пазарот, множено со 50% ако не се во тендерска постапка. Освен тоа, во оваа комуникација сме имале комуникација со секторот за буџет при Министерството за образование и наука. Е побарано анализа на сите основни училишта во сите општини да се разгледуваат колку се искористени блок дотациите од училиштата. Исто така колку се искористени во целата општина тие блок дотации. Ако имаме во делот на неискористени блок дотации, одредени општини имаат неискористени од 2021 година. Ако имаме ние тие блок дотации, ќе можеме најмногу да ги организираме за да нема застој на образовниот процес и во месец декември, за да можеме да ги затвориме тие сметки. Од вашиот одговор можам ли да заклучам дека ризик постои од декември да учат онлайн и дека Министерството преку блок дотации ќе се обиде да им помогне на општините да го продолжат наставниот процес без затварање без затварање на училиштата? Јас три компоненти. Блок дотациите, во кој дел се искористени и кои не се искористени, да се користат за можноста на училиштата да не се затворат. Второ, ако училиштата има предвидено нешто друго да инвестираат и општините, без разлика на сектор образование или во другите сектори, ако можеме тие средства и од училиштата и од општините да ги пренамениме за да имат настава со физичко присуство, па после гледа можноста што можеме од другите буџетски средства да организираме. Јас сум и тоа што неколку пати го имам кажано, дека ако можеме, имаме простор и имаме добра соработка, да направиме се што е во нашите можности за да можеме да имаме настава со физичко присуство. Каков е вашиот став по однос на барањето на дел од градоначалниците да се продолжи зимскиот распуст како алтернатива наместо онлайн настава доколку дојде до тој проблем во однос на енергетската криза? Барање кое е доставено во месец септември, веднаш да предвиди за тоа што очекуваме во декември, мислам дека во овој период очекува да беше доставено малку покасно. Мојот став е ако сакаме физичко присуство на настава, можеме да организираме сите тие буџетски средства, да ги рационализираме, за да можеме да имаме физичко присуство на настава. И јас сум на тоа наставот. Учебната година да е со физичко присуство, да е во овој период, во зависност од тоа другите буџетски средства да можеме да ги организираме, за да можеме да ги користиме, да ги пренамениме, за да имаме настава со физичко присуство. Ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.